Ке се пролонгирали стартот на учебната година за напролет. Според дел од епидемиолозите е добар потек, со оглед на прескокнувањето на зимата, кога и грипот ќе демне. Но од Министерството за образование и наука на ова прашање конкретен одговор не добивме. Го повторија истото, што и изминатите денови. Комисијата за заразни болести и Министерството за образование изработија протоколи и план за почеток на наставата во небрзиот рок и истите доколку се спроведуваат соодветно го минимализираат ризикот од ширење на вирусот. Ова е пракса во сите земји од регионот и светот. Согласно протоколите, физички ќе одат на училиште само учениците од прво до трето одделение и учениците во оние училишта каде има соодветни услови и доволно простор согласно пропишаните протоколи. Во меѓувреме се поголем е револтот кај средношколците, па му дадоа ултиматум на МОН или да го прифатат барањето за комбинирано образование до 15 септември. Во спротивно, најавуваат бојкот на учебната година. Многу пати ние во јавноста кажавме дека после протестот, ако нашите барања нема да се земат во предвид, сигурно дека ќе имаме и бојкот. Така што после тоа што ќе координираме со сите средношколци што ги имаме во нашиот сојуз, после тоа ќе одлучиме дали одиме со бојкот или ќе превземеме други чекори. Инаку искуството на институциите со отварањето на градинките не започна сјајно. По неполна недела откако беа отворени овие установи, се појавија 3 случаи на заразени со ковид. Па станува прашањето: избрзаа ли надлежните со одлуката за отворање на градинките без да се направи скрининг? Дали истото сценарио следи и за отварањето на училиштата? Од Комисијата за заразни болести за Алфа велат: сега не се размислува за скрининг кај просветните работници.